И со добро кафе продолжуваме понатаму во утринска на Телма. Знаете дека секогаш имаме актуелни гости и дека секогаш имаме актуелни теми. На мое големо задоволство ќе имам прекрасни личности како мои соговорници токму сега. Само пред да ги представам, сакам да кажам дека дефинитивно на 20 октомври оваа година се случи на темата на меѓународниот ден на кредитни унии, каде што е автентична разлика и каде што е вистинско време да ги кажеме и да се подсетиме што е она што ги прави кредитните унии на вистина уникатни. Значи ќе зборуваме за кредитни унии и дека е вистинско време да се подигне свеста за привилегиите и придобивките од кредитните унии, особено оваа година, каде што е вистинско време и за младите и особено за студентите. Меѓутоа, за што конкретно станува збор, ќе зборуваме со Филип Јордановски, координатор на проектот, студентска кредитна унија на ФУЛМ, односно да појасниме што е ФУЛМ, финансиски услови за луѓето на Македонија, и ќе ја имаме Марија Цветковиќ, раководител и координатор за развој на штеделницата ФУЛМ. Добре ни дојдовте во утринска на Телма. Добре дојдовме. Ајде прво прво да разјасниме што е всушност ФУЛМ. ФУЛМ е штеделница согласно законот во Република Македонија за банки и штеделници, меѓутоа суштински ФУЛМ е дел од Светскиот совет на кредитни унии. Постоиме од 99-та година, веќе 17 на години. Дел сме од овој светски процес, светски тип на организации, кредитни унии чија цел е кои се непрофитни финансиски институции и чија цел е да обезбедат подобри услуги за своите и услови за своите членови. Значи, овој процес, овие организации постојат многу одамна, од средината на 19-тиот век. Точно 1952 година е основана првата кредитна унија во Саксонија, Германија. Понатаму се проширила низ Европа. Од 1901 Квибек, Канада е отворена надвор од Европа прва кредитна унија и понатаму се проширила низ целиот свет. Така да денес, согласно статистиката од 2015 година, постојат 60.500 кредитни унии во 109 земји во светот и има 223 милиони членови. А ние сме дел од сето тоа. И сега мене ме интересира како лаик, претпоставувам дека и гледачите, затоа сте овде да разјасниме. Која е всушност разликата помеѓу оние банкарски услови, кредити и така натаму и кредитните унии? Бидејќи сепак, Филип, постои разлика. Постои разлика. Знаете како, ќе напоменам дека штеделница ФУЛМ е единствената финансиска институција во Македонија која што функционира и работи по принципите на кредитните унии. И ние постојано се обидуваме да ги едуцираме нашите членови, значи нашите корисници и идните членови кои што би ги користеле нашите услуги, дека ние сме овде да им помогнеме. Значи дека кредитните унии се институции каде што не им е на прво место профитот. Значи ние сме непрофитабилни организации, ние остваруваме добивка, меѓутоа таа добивка се реинвестира во подобрување на услугите и на условите на членовите. Значи со секоја наша остварена добивка тие добиваат индиректно подобар квалитет на услугите и на производите кои што ги нудиме. Тоа е штедење и кредитирање. Значи секогаш кредитните унии се поблиску до луѓето, се работат на локално ниво, иако сме меѓународни, нели, во целиот свет, меѓутоа секоја кредитна унија, ќе напоменам дека постојат кредитни унии кои што се отворени во рамките на некаква си организација, во рамките на некоја голема компанија, која што намената е само за вработените во компанијата. Значи се отвараат кредитни унии во рамките на универзитетите, она што го спомнавме како студентска кредитна унија, за да може студентите да користат услуги. Значи фотографии, така. Само извини што те прекинав. Да, ова е конкретно од денот на прославата на кредитните унии, која што се одржа сега на 20 октомври. Оваа година ја организиравме на Економскиот факултет во Скопје.
бидејќи пак ќе кажам, сакаме да сме со младите, сакаме младите да бидат дел од нас. Акцентот всушност го ставате на младите. Така е, затоа што сите идеи сметаме дека младите се оние кои што, знаете како, ако почнат да размислуваат од аспект на прво ќе почнеме од штедењето, ќе го спомнам колку е битно за младите, значи тие веќе ќе навлезат и ќе знаат да ги распределат своите финансии. Ќе напоменам дека една од нашите клучни, значи визијата и мисијата на ФУЛМ и на кредитните унии е едукацијата. Значи да ги научат луѓето како вистински да раководат со финансиите. Значи не е идејата да дадеме кредит и понатамо нели да го изгубиме контактот со лицето и слично. Значи тој кредит го пратиме дали е навистина добро употребен, дали е паметно искористен и луѓето да имаат нели некаков бенефит од тоа што земале кредит, не само да биде заводно потрошени парите. Апсолутно, апсолутно. И повторно да дојдат и кои ќе имаат потреба, значи повторно да се обратат, значи и од аспект на наплатата понатаму. Значи многу е битно луѓето да остават добар впечаток и ке банките и ке кредитните унии за да понатаму имаме соработка. Така да младите ни се битни токму заради тоа, да од самиот почеток ги стекнат тие навики и на штедење и на добра контролирање на сопствените средства пред се, потоа и на нашите кои што би им ги дале, за да и самите дадат идеја понатаму кои продукти нив би им одговарало, конкретно студентите, значи што им е потребно. Се обидуваме да промениме на перцепција дека студентските кредити се само за плаќање на партиципација за студирање. Ги забораваме оние други потреби на еден студент, значи каде е сместувањето, нели треба да живее, ако тие што доаѓаат храната, апсолутно, така е, сакаат да одат нели на work and travel, сакаат да одат на некој семинар, да се доедуцираат, да си купат нов лаптоп крај на крајот. Што е неопходен, така да, буквално за сите потреби на младите, значи сакаме да излеземе во пресет и да им помогнеме. И сега од тоа што ме интересира, Марија, е од друга страна како заинтересираните да дојдат до вас, како да стигнат до вас. Постои ли некаков линк? Се наоѓате ли некаде? Постоите физички како институција или сепак тоа оди преку некои други линкови? Вака, штедилница ФУЛМ работи преку своите 6 филијали. 4 се низ Македонија, Битола, Кавадарци, Тетово и Струмица. И во Скопје имаме 2 филијали и една експозитура. Центар, аеродром и автокоманда. Освен лично на нашите шалтери, луѓето можат да допрат до нас преку нашите, значи преку интернет медиумите, односно преку нашата веб страна, преку Facebook страната, YouTube канал имаме собствен, LinkedIn, така да тоа се каналите по кои што нели можат да допрат. Најактивни сме, да признам, на Facebook, затоа што се таму и младите, таму... Апсолутно, нормално, подразбирливо. Да, таму најмногу можеме, нели, ние брзо, потезно да реагираме, да одговараме на нивните прашања, така да тука најмногу се дружиме. Меѓутоа, сакам да кажам, ова е многу важно, дека ние обслужуваме целата територија на Република Македонија преку мобилното банкарство. Така да, значи, градовите каде што немаме филијали, не значи дека се изземени, напротив, нели, може секој да се обрати до нас на Има ли интерес за сега во однос на, не само младите, ние младите ги спомнавме како една целна група, меѓутоа колку постои интерес од народот? Има уште една целна група која што во последниве години е во фокусот на нашето внимание, а тоа се женското претприемништво. Пред 2 години штедилница ФУЛМ освои еден од 3 гранта на светско ниво за пристап до финансиски исклучени лица, се мисли на жени и на млади. Значи, овој грант, ова награда многу ни значи и на овие 2 години ние се насочивме точно во овие 2 насоки. Да бидеме поблиску до младите и до жените. Значи, супер. Јас како жена еве. Одлично. Да, сакаме да ја поттикнеме свеста кај жените. Знаете како, има едно верување каде што не само жените, воопшто луѓето знаат сами на себе да си направат лимит. Кај, јас не можам да земам, јас не сум вработена, кој мене ќе ми даде средства и така натаму. Значи, идејата е всушност да ги поттикнеме, да ги охрабриме дека можат, дека смеат, дека има кој.
Значи, тоа се нашите кредити што се за невработени, што поточно ги насочивме за да се самовработат. Да се охрабрат, нели? Особено насочени према жените, така да и младите. И интензивно работиме на овој проект, го ставивме во нашата комуникацијска стратегија. И во оваа насока, освен младите, каде што се фокусиравме, нели, преку овој светскиот ден на кредитни унии, каде што го направивме на економскиот факултет, точно меѓу младите, и за стипендијата ќе проговориме. Меѓутоа, за жените направивме форум, значи едно иницијативно тело, каде што ги повикавме жените да, значи ова првично основачко да речеме, нели, собрание, каде што ги поставивме принципите, кај ќе се движиме и понатаму, од овој момент натаму, значи им апелираме, значи апелираме до сите жени да се охрабрат и да се обратат. Затоа што можат, едноставно ние им ја даваме поддршката наша по финансија. Убаво е кога постојат силни групи заради тоа што стратегијата која што ја правите во однос на помошта во случајов е на одредени групи. Значи не е тоа расплинување на секаде и на се и се што, туку едноставно силни групи кои што ми се допаѓа, сакам да кажам, принципот кој што сте го одбрале како стратегија, како начин на работа. Знаете како, тоа се да, има постојат целни групи, меѓутоа да не ги забораваме и останатите. Значи ние ги покриваме така. Значи Штудентска фонд беше препознатлива, односно кредитните унии беа препознатливи по тоа што им помагаа на невработените. Значи ние долги години ги офаќаме невработените каде што немаше кој да им помогне, од аспект на, нели, немаат редовни примања и слично. Значи ние најголемиот дел на почетокот беа невработени лица, исто така земјоделците кои што, нели, им требаше за да започнат некаков си семеен бизнес кој што имале некакво земјиште и слично. Студентите во поново време, иако веќе ние години наназад, 5-16 години им одобрувавме и кредити на студентите. Пензионерите исто така кои што се, нели, важат за одлични клиенти, сите ги сакаат затоа што се многу честни и се пријателски расположени према нас. Така да сите групи се офатени, меѓутоа, нели, добро кажавте, секогаш треба да има некаква стратегија каде што ќе се фокусира за да во моментот, нели, се реализираат одредени проекти. Ја спомнавме и стипендијата. Зашто всушност станува збор? Пред 2 години беше формиран фонд за студентски стипендии, точно во оваа насока да помогнеме на едукацијата. Значи, едукација се мисли не само едукација на студентите, туку како деветиот принцип на кредитните унии, истакнат оваа година, по повод меѓународниот ден, значи ongoing education, односно постојана едукација. Таа едукација не значи само едукација како поттикнување на студии, туку едукација на сите категории на население, на нивно финансиско едуцирање. Не знаете, мислам, навистина ми представува големо задоволство кога работам со луѓе кои што едва знаат и да пишуваат. Така. Па им објаснуваме со максимална, како да кажам, радост во тоа дека ги едуцираме, како да пополни меницата, дека ова е меница, дека ова е налог или како и да е. Значи, станува збор за таква едукација сеопфатна. А од аспект на ова што зборуваме како студенти, за таа едукација, тука веќе се насочивме да се формира и фондот за студентска стипендија, кој што е формиран од Штедилница ФУЛМ, Сдруженијето на граѓани ФУЛМ и нашите партнери, Лигата на кредитни унии од Мичиген, од САД. Така да овој фонд веќе втора година, еве, туку што, значи, ја издаде и втората студентска стипендија. Минатата година направивме надпревар за најдобар есеј на тема познавање на кредитните унии и нивното значење, а оваа година и девојчето од економски факултет беше овај добитник на таа стипендија. Оваа година повторно, малку поинаку, направивме еден анкетен прашалник и одзивот беше прекрасен. Над 100-110 студенти имавме кои што аплицираа за стипендија од различити факултети, немавме лимити, приватни, државни, сите факултети. И оваа година, на моје огромно задоволство, јас во 12 топ резултати
тројца бе од ФЕЙТ, од факултетот за електротехнички комуникации. Така. Браво, мислам. Изненадувачки. Да, изненадувачки, Што да. имаат допирни точки со економија и со финансија, да. Апсолутно. Така да, сепак во крајна линија економистите пак победија. Повторно од економскиот факултет едно девојче. Знаат работата сега, не е фер. Не е фер. Така, до сега, значи, ова е многу важно да го кажам, дека во изминатите 2 години тоа беа студенти кои што не им стававме лимити за тоа да мора да бидат членови. Сега оваа година одлучивме дека сакаме да го зголемиме членството, сакаме студентите да бидат дел од нас, се фокусираме. Колегата Филип е фокусиран сега во таа насока за околу проектот на студентската кредитна унија, да го зголемиме и наредната година, значи да ги зачлениме што е можно повеќе, затоа што само член ќе добие студентска стипендија. Кај треба, паметно. Исто така, сакам да проговориме за штедењето, бидејќи станува збор за интернационален ден на штедењето. На почетокот, кога ве најавувавме кои ќе ни бидат гости, со Марко споминавме, а како да заштедиме во ова денешно време, кога навистина е многу тешко да дојдеме пред се до средства, а понатаму како пак од тие мали средства, нели, да се соберат некакви пари кои што ги викаме ние за црни денови, нели? Или ајде нека биде одредено штедење. Имате ли идеја како да се штеди во денешно време? Имам идеја, јас имам идеја. Слушаме. Слушајте сите внимателно, ве молам. Ова е нешто што мислам дека е најдобрата варијанта за штедење и нешто што јас од си срце вака го нудам на своите клиенти, особено за најблиските мои, инсистирам тоа да го направат, а тоа е така наречениот доброволен влог. Така го викаме, доброволно е секој штедење на крајот на криштата, нели само треба да сакаш за да тргнеш на номиниран, да речам, така е наречен. Доброволниот влог го воспоставивме прв пат да го работиме уште од 99-та година, самиот почеток, каде што луѓето почнаа да даваат изјава да им се двојат плата одредена сума. Почнаа со по 305 марки во тоа време беа се уште 300 денари. И едноставно не ги гледаа парите. Плата како ќе земеа, фирмата ќе си префрлеше за штеден влог. 300 по 300 по 300, не ги чувствуваш, не ги гледаш, ги немаш. Голема сума која што голема сума. Така. И така да дојде ќе дојде годината, заштедиле. Ама им се видо првата година као малку 300 денари. Извинете, може да покачиме дупло? Може, како не? Нели? Одлично. Па 600 стана, па 1000 стана. Така да луѓето почнаа на моја огромна радост да си ги планираат заштедите однапред за идни некакви потреби. Значи, регистрација на кола 30% бе. Значи 30% напред. 2500 месечно за да по годината да знае 12.000 кои ќе ги земе да ги бидат за регистрација. Така е, така е. Толку тоа зема замав да тоа е, ми се чини дека толку неосетно. Знаете како, дома кој ќе ги донесете парите, кој ќе распределите за сметки, за лево-десно, за му требало на овој на оној, и за да тргнете во банка, за да оставите 300 денари. Некако тешко ви паѓа тоа, нема шанси да се случи, да знам тоа чувство. Ама како не ги гледате, некако полесно. Ама апсолутно е така. Не ги чувствуваш, едноставно, илјадарка ти оди, не ја ни чувствуваш дека не ти доаѓа, не ти пристига. Ова е перфектно. Така да почнавме со ЕСП, па понатаму се продолжи тоа на други фирми, училишта, почна индивидуално на овој начин да си штедат, да си даваат налози, да ми се чини дека се служувате дека е ова дека одлична идеја. Значи не само што се служувам, туку направиме листа после. Морам да почнам да практикувам, така. Прекрасни сте, навистина, драго ми е што сте во Утринска на Тилма. Некако како за крај некое ваше видување на работите или евентуално некаков апел до граѓаните што да направат? Бидејќи е денеска денот на штедењето, еве да ја заокружиме емисијава и разговорот, јас пак ќе ги спомнам најмладите. Значи, нашата оваа година штедилница ФУМ да го одбележи денот нели на штедењето.
го промовира детското штедење. Јас пак ќе кажам, сите баби, дедовци, сите родители кои што имаат најмилите своји дечиња, да повелат да им отворат по една штедна книшка, да почнат со помал износ, меѓутоа се надаме като износ понатаму ќе расте. Ние уште од мали ги следиме тие наши млади членови кои што се во Штеделница Фолм и се радуваме кога гледаме како растат и еден ден кога ќе добијат еден значителен износ од своите родители, баби и дедовци и сме среќни кога гледаме дека тие пари се паметно искористени понатаму и пак се враќаат кои ќе се оженат, кои ќе се омажаат, кои ќе треба некое убаво нешто, пак ќе кажам не за црни денови, него за убави моменти да си штедат. Така да апелирам дека не е ништо страшно, едно кафе испиено е 100 динари, меѓутоа за чувани 100 динари за одреден период се многу повеќе пари. Така да не мора да бидат тоа големи износи, меѓутоа на ситно нека се штедат, во иднина ќе им се врати многу поубаво. Да, имаме една така со дечињата непроценлива е моментот кога ќе дојдат дечињата од касичката да истресат на маса. И имаме еден младински клуб на кој што на дечињата им даваме на одредено ниво на заштеда играчки. Сега денеска сите ќе добијат играчки по повод Светскиот ден на штедењето, па би сакала во оваа прилика да сите штедачи да им честитаме денот на штедењето. Супер. Марија и Филип, ви благодарам многу што бевте дел од утринска на Тилма. Секако ќе се видиме во некоја наредна прилика да видиме како ова оди и како тече понатаму и како функционира. Овде некаде продолжуваме ние со еден ретро хит, овој пат ќе слушнеме Мадона со Who's That Girl?